Дали имате нови сценарија во однос на напредокот кон Европската Унија? Ако имаме такви сценарија, дали можеме да добиеме информација како пратеници, веројатно и македонската јавност? Ако не може да се добијат информации во овој правец, тогаш да и тоа го знаеме и да видиме какви се очекувањата на Министерството за европски прашања во однос на оваа тема, за да имаме представа како и што понатаму ќе се случува. Министерот за надворешни работи на нашиот источен сосед јавно кажа, јасно пред цел свет, дека ова е само почеток. Ова не е крај на барањата на нашиот источен сосед. Вели, ова е само почеток, ќе видиме таму што ќе се случува понатаму. И кога го имате овој факт како информација, тогаш логично е и да креирате таква стратегија за понатаму. И дозволете ни како влада да креираме таква стратегија за понатаму, бидејќи јасно тој кажа: ова не е крај, ова е почеток, го цитирам, од барањата кои што ќе следат. Еве сега имаме прв тест. Сега треба да биде од страна на земјите членки усвоен документот за малцински права. Министерството за надворешни работи и надворешна трговија го подготви тој документ и го испрати во Брисел. Дури успеавме да ангажираме и пробоно, без да биде на трошок на граѓаните, консултант кој што е на предлог на самата Европска комисија да ни каже каков е овој документ. И да биде европски документ, не наш. Еве ќе видиме како ќе реагираат на тој документ нашите партнери во НАТО, односно нашиот источен сосед Бугарија. Еве, тој е првиот тест. Но пред тој прв тест да дојде, има уште еден, би рекол, вовед во овој прв тест. А тоа е извештајот на известувачот за состојбите тука во Македонија, кој што во среда ќе се најде пред европските пратеници, членови на АФЕТ.